Село Говрлево стана познато поради Адам од Македонија или често се нарекува Адам од Говрлево, затоа што токму во ова скопско село се вршени археолошки ископувања кои што резултирале со пронаоѓање на една од најзначајните статуи на машкото торзо во македонската археолошка наука, а тоа е токму Адам од Говрлево. Меѓутоа денеска не може да се најдат траги каде се наоѓа некогашното неолитско археолошко наоѓалиште и ги прашавме мештаните, тие ни се обратија со различни информации. Некои тврдат дека Адам од Говрлево бил најден во близина на гробиштата во селото Говрлево, додека за други неолитското археолошко наоѓалиште се наоѓало во близина на манастирот Свети Кузман и Дамјан. Како и да е, на двете локации не најдовме ни трага, ниту некој пишан знак дека во не така далечно минато тука се изведувале капиталните и клучните археолошки истражувања кои што резултирале со пронаоѓање на една од најстарите археолошки пронајдоци на територијата на Македонија. Не грижа од државата или сепак некои стандарди на археолошката професија и наука која што мора да се прилагодува и на современите текови на живење, затоа што и ден денеска село Говрлево представува населено место, па археолошките наоѓалишта не би требало да ги попречуваат и да бидат во судир на секојдневното функционирање на луѓето. Тоа ќе го оставам на судот на јавноста и на судот на гледачите, меѓутоа како и да е, вистинска мистерија е каде всушност од денешна перспектива е пронајдена статуата Адам од Македонија или Адам од Говрлево. Токму овој период од годината, последните денови на октомври и едни од последните теренски истражувања на раководителот археолог Милош Билбија. Токму во местноста Церје во селото Говрлево на неговите теренски истражувања кои што ги спроведувал заедно со неговиот тим пред 25 години, односно точно во 2000-та година е пронајдена мала керамичка статуа на машко торзо во седачка положба. Подоцна со дополнителни археолошки испитувања се дознало дека токму оваа фигура е потекнува од неолитското време, меѓутоа на себе има и остатоци од бронзеното време. Со однос на тоа дека археологот, односно научникот кој што го предводел истражувањето, во тој момент бил вработен во градскиот музеј на Скопје и ден денеска оригиналната статуа која што подоцна е наречена Адам од Македонија се чува во музеј на град Скопје, меѓутоа постои уште една копија која што во моментот се наоѓа, односно е изложена во новата поставка на археолошкиот музеј на Република Македонија.